Денеска ја промовираме оваа интернет страница која што се вика како што гледате идеи за центар, каде што на кое што место може да се споделат сите идеи на граѓаните за тоа како нашата општина да биде поубава. За нас е многу важна граѓанската партиципација. Ние минатата недела завршивме со вториот поред граѓански форум, значи каде што граѓаните се поканети и они кажуваат кои да бидат проектите на општин центар, веќе ги реализиравме и оние што лани беа избрани. Така да цело време размислуваме кои чекори да ги превземеме за да можеме таа граѓанска партиципација да ја подобриме. Ова е нашиот најнов начин да општината ја приближиме или подиректно да кажам да граѓаните ја креираат својата општина и да ги придржат проектите. Накратко само да објаснам како функционира овој сајт пред Емир да продолжи поконкретно да објасни. Предноста на овој сајт идеи за центар е тоа што граѓаните можат да споделат самите, значи своја лична идеја. Потоа второ можат да подржат веќе постоечка идеја која што некој друг ја предложил и трето се разбира да коментираат, да разговарат за идеите кои што ќе бидат споделени на оваа страница. Затоа што е многу битно да го слушнеме размислувањето, кои се плусови и минуси на овие предлози. И се разбира, доаѓаме до уште еден исто така многу битен момент во нашиот проект, а тоа е што? Оние проекти кои што ќе бидат највисоко рангирани, односно оние проекти што ќе добијат најмногу гласови од нашите граѓани, тие ќе бидат реализирани од страна на општина центар, значи ќе бидат финансирани од буџетот на општина центар и наше, значи како градоначалник, како администрација на општина центар и како советници на општина центар да ја гледаме таа дискусија и да видиме кои се тие проекти што самите граѓани ги бират. И фактички ќе имаме прв пат случај во Република Македонија да граѓаните на ваков директен начин учествуваат во креирањето на својата општина, а на советниците на градоначалникот е сето тоа да го спроведат. Можам да кажам за крај пред Емир да земе збор дека на вистина ми е многу драго што заедно доаѓаме до еден ваков начин да прв пат на овој начин во Република Македонија можеме да возможиме граѓаните да учествуваат. Се надам дека ќе биде позитивно прифатено, позитивно коментирано и дека фактички што денеска штом заедно со вас како представници на медиумите ја презентираме ова наша страна, да веднаш почнат граѓаните да работат. Со отворањето на канцеларијата за млади пред една година, нашата цел беше што повеќе да ја доближиме што поблиску општината до граѓаните. Пред се до младите. Главната и најзначајна функција на канцеларијата за млади е да биде линк помеѓу младите, граѓански организации и општина центар. Современите трендови на општествен развој налагаат покрај транспарентен и отворен пристап и принцип на директна инклузија на граѓаните во процесите на креање на политиките, развој на проектите и во процесите на одлучување.